ние сега се враќаме во студиото со нашиот гостин, тоа е Борче Јовановски. Ќе го представам како скијач, поранешен скијач, тренер и како тренер и олимпиец. Така му доаѓа тоа некако Борче, нели? Да, на последната олимпијада бев учесник како тренер на најдобрите наши надпреварувачи. Сега, предпоставувам дека, кој ќе се каже скијач и гледачите се велат, се надеваме дека нема среда лето да зборуваат за скијање. Не, ќе зборуваме за еден друг настан кој што се одржа овој викенд во Крушево, а тоа е летниот ФИС ролерски куп Тоше Проевски, така? Ролерски куп, разбираме. Она што ни е нејасно од моментов, да разјасниме што е тоа ФИС. ФИС е интернационална федерација за која ги сплотува и се членови федерациите од целиот свет. Вклучувајќи и нашата, така? Така, ние како скијачка федерација сме веќе од 92 година официјални членки во ФИС интернационалната федерација. Тоа се заедно олимписките спортови скијање, нордиско скијање и сноуборд. Добро, но еве вие ја имате и оваа дисциплина. Што значи, предпоставувам дека и таа е дел од Светската федерација? Да, исто. Ролерските се, значи, во склоп со нордиското скијање или крос-кантри скијањето. Во летниот период, значи, за популација на овај спорт, бидејќи ние не сме Италија, не сме Австрија и немаме толку добри услови, се со цел за да го развијат тој спорт, оние земји кои што имаат повеќе дена сончеви периоди, да можат да се укучат и за да има поголема популаризација на овај спорт. Во летниот период дозволи, значи интернационалната федерација, да има учество на овие ролерски надпревари и тие да се бодуваат исто како ските во зима. Што значи тоа? Тоа значи дека еден надпреварувач може да учествува на олимпијада, на светски првенства со освоени бодови на ролерски. Значи нема ограничување меѓу ските и ролерските. Исто се бодува на иста формула. Ниво ранг на некој начин. Сега ролерките се многу понов изум отколку самите ски. Од кога постои возењето ролерки како дисциплина? Возењето ролерки, значи, од почетокот во летниот период сите надпреварувачи во светот го користат за да има континуитет ролерските додека нема снег. Сепак да има континуитет во програма, да има континуитет во форма на спортистите. Официјално интернационалната ФИС Унија пред околу 6 години ги признава и ги воведува ролерските на исто ниво со ските. А претходно тоа сето одеше само за тренинг, а не се бодуваја и не беа во систем на надпревари и бодување на крајот на сезоната во официјалните резултати на спортистите. Кои се спецификите на оваа дисциплина? Колку е сродна иста со самото скијање или сепак има нешто по кое што се разликува? Не само дали е топло или студено надвор? Можам да кажам дека околу 80% е исто. Ние кога ги повикуваме, кога ги учиме нашите млади надпреварувачи, претежно гледаме да знаат да возат ролери. Доколку знаат да возат ролери, многу лесно и многу брзо ќе можат да ги научат и ролерските, а од ролерските на ски е многу, значи, сродно и многу блиску, за да можат и техниката да ја научат и движењето.
ние сме сведоци дека има огромен број на млади што возат ролерки, но колку имаме таленти, односно колку од нив го имаат она што е неопходното за да станат и професионалци во тој спорт? За жал, моментално работиме на популаризација на овој спорт. Малку младите се скептици затоа што овој спорт си бара многу тежок. Си бара континуирано работа, тренинг, отсуство од школа и обавеза спортска која што мора да секојдневно да ја обавуваат. Кои се тие обврски? Колку часа дневно? Што значи тоа? Значи 5 до 8 часа, 2 до 3 тренинзи секојдневно. Професионален спортист треба да тренира. Тие 5 до 8 часа цело време се на ролерки? Не, комбинирано. Значи имаме тренинзите се состојат од ролерски, планинарење, велосипедизам, значи возиме велосипед, во зависност искачување на планини, се зависност од програмата која што на пример јас ја пишувам за најдобрите, кои што ми се во екипа, во селекција, но во летниот период секако гледаме да бидиме повеќе на планина, повеќе на ролки, исто така тренираме многу во фитнес и го користиме максимално, значи тие 5 до 8 часа да бидиме активни со тренинг. И Борче, како тренер, твоја оценка, имаме ли таленти во овој спорт? Во моментот имаме, можам да кажам, дека едно млади, перспективни 3 до 4 деца покрај Ставре Јада, кој што е најдобар, и имаме 3 до 4 девојчиња на возраст 11-12 години, кои што докажаја овие надпревари кои што беа во Крушево, дека се спремни и дека можат да одговорат и сакаат да се занимаваат со овој спорт. Која е идеалната возраст да се започне со овој спорт? 10 години, 9 до 10 години е идеалната, исто како во скијањето. Јас, например, многу луѓе ме прашуваат кои се идеалните години за започнување општо да скијат. Јас кажувам, значи 8 до 9, затоа што на таа возраст можеш да комуницираш со децата, да те послушаат, да имаш диалог, да имаш комуникација меѓусебно, да му кажеш техника, тактика, се. Ајде сега малку за условите кај нас за развивање на ово. Како ги нарекувате, стази, патеки? Патека. Патека. Да. Како стоиме со патеки за овој спорт? Во моментов имаме само една патека и ја користиме во зимскиот период на Маврово, тоа е Мирна долина, со хомологација, пријавена во интернационалната ФИС Унија. Други услови во моментот за во летен период, летниот период е полесен, затоа што ни треба само да имаме добар асфалт, нов асфалт, да не е со дупки, да не е рапав. Тоа, сите што сме се качиле, знаеме, не само тоа, камчиња знаат проблем да направат. Се чистат ли предходно некако пред да возат? Как може некако да се подготват? Се подготвуваат само лагерите внатре, кои што собираат прашина и нечистоти од самиот асфалт. Но... А асфалтот каков е, таков е се тоа? Да, затоа претежно гледаме да организираме надпревари и тренинг онаму каде што е добар асфалтот, односно нов, да не е рапав, да нема дупки, затоа што силиконски се тркалцата кои што ги користиме и многу лесно можат да се оштетат. Ајде сега да преминеме, имаме и материјали за купот што се одржа овој викенд во Крушево. Ќе почнеме од зошто Крушево? Крушево затоа што Крушево е базата на овој спорт. Значи сите најдобри надпреварувачи биле од Крушево. Станува збор за меѓународен надпревар. Куп, кој се учествуваше? Учествуваја од Казахстан, имавме гости, имавме од Грција, од Бугарија, исто така и нашата земја, Македонија. Имаше одзив, така? Имавме околу 30 надпреварувачи. Морам да кажам дека според мене одзивот беше мал,
Зошто? Затоа што оваа година е предолимписка сезона, каде што сите надпреварувачи тактизираат и се спремаат за олимписката сезона која ќе трае 2,5 години за да се спремат. Знаеш, тука е малку сега Меѓупростор вакуум, некако му дошла оваа година. Но вие тоа го предвидовте, знаевте, предпоставувам. Апсолутно да, но сакаме да ја задржиме традицијата. Значи по 7-ми пат оваа година го организиравме ролер ФИС надпреварот, Тоше Проески. Би сакале тоа да го негуваме, да биде традиција која што ќе се одржува секоја година и постојано ќе прераснува како традиција за градот и за нашата попикона Тоше Проески. Еве, ние веќе гледаме некои од материјалите. Кои категории беа? По возраст се ви беа поделени, така? Да, имаме машки и женски. Тука машките и женските не ги разликуваме со добивањето на ФИС код или ФИС бројка. Секој надпреварувач се надпреварува, значи во мажи и во жени, не може, тука не ги делиме и имаме children надпревари, деца, U10, U12 и U14. U10 значи надпреварувачи до 10 години, U12 до 12 години и U14 до 14 години, тука ги делиме на 2 години разлика. Имавме кај децата, како што кажав на почеток, нашите надпреварувачи беа доминантни и успеа да земат добри места, односно бевме први на 3 километри во машка конкуренција, девојките беа прво и трето место, значи на 2 километри и прво место имавме во категоријата на 2 километри мажи. Добро, сега, предпоставам во овој спорт конкретно особено голема предност има домашниот терен, затоа што надпреварувачите многу подобро ги познаваат патеките отколку гостите, така? Апсолутно, како во секој спорт, така. Имаш тука навивање, имаш поддршка, имаш значи целокупна организација која стои зад спортистот. Кога сме кај навивањето, како реагира публиката? Па можам да кажам дека бевме задоволни, бидејќи беше продолжен викенд, во Крушево беше многу убаво времето, сончево, Крушево е туристичко место, имаше многу туристи, доваѓаја и на патеката, ги бодреа без разлика, не само нашите спортисти, сите спортисти беа воодушевени од надпреварот, од организацијата. Имаме многу добри пофалби од техничкиот делегат Катерина Цири од Грција. Таја едноставно кажа дека ова е на ранг на организација на светски куп. Одлично. Главен организатор беше клубот Ски Нордиск, така? Главен организатор е Скијачката федерација, техничка поддршка има Ски Нордиски, значи техничка поддршка околу организацијата. Се започна пред спомен куќата на Тоше Проевски во петокот, чинам, така? Да, во петокот во 19 часот гостини беа благодарност голема до градоначалникот Томе Христоски на општината и председател на Скијачката федерација. Положивме цвеќе на гробот на Тоше. Потоа имавме свечено отварање пред спомен куќата и од тука свечено го отвори градоначалникот и од тука се започна. Завршивме во недела во паркот во центарот на Крушево, каде што имавме доделување на наградите. Бевме задоволни, беа многу воодушевени од самото градче Крушево, од инфраструктурата, од историјата, гостите од Грција, од Бугарија, користеа максимално тие 2 дена да се одморат, да видат, да го истражат Крушево. Борчес, многу ти благодарам. За самиот крај ќе те запрашам уште што е следно. Сега ова заврши успешно
За среќа. Следно е утре патуваме за Грција, па се упатуваме после во Пониква исто така организираме надпревар и после одиме во Бугарија. Но сега По кој повод? во Пониква, значи, традиционално започнуваме втора година да го организираме, а иначе овие надпревари се од на календарот на ФИС Интернационалната федерација. Веќе ова ни е период надпреварувачки во летната сезона. После одмараме 2 месеци, па почнуваме за зимскиот. Јас сакам сега на самиот крај да ви доделам од организаторот една благодарница до Алфа телевизија, која несебично не поддржува секогаш и за спортот и како надпреварувачи кои што Потик. имаат Да ти благодарам многу, Борче. Ветувам дека ќе биде врамено следниот пат кога ќе дојдеш во Алфа телевизија, ќе го видиш закачено во фоајето. Секако дека поддржуваме вакви, дали може да кажам, необични спортови? Како ти би го нарекол овој спорт? Необичен, непопуларен спорт. Кој што со наша помош и со ваша организација се надеваме дека ќе стане популарен спорт. Ви благодариме на поддршката. Благодарам уште еднаш, Борче, ви посакувам многу успеси.